загубив другарчето, никаде го нема, го загубив другарчето, никаде го нема, го барам горе, го барам долу, го барам горе, го барам долу. Загубив другарчето, никаде го нема, го загубив другарчето, никаде го нема, го барам лево, го барам десно, го барам лево, го барам десно. Загубив другарчето, никаде го нема, го загубив другарчето, никаде го нема. Еве го моето мило другарче, еве го моето мило другарче. Добар ден, драги мои! Ве уверувам дека денеска ќе имаме одлична забава и емисија, ќе ве навратиме на детството, односно на сите оние игри кои што ги играв јас како дете, кои што ги играле, кои што мајка ми ги играла, татко ми, бабите, дедовците. Значи се на себе ветуваме едно интересно издание. Кога ги слушате овие дечиња позади што галамат, тие се малечки. Емисијата имавме чест да ни ја отворат дечињата од детската градинка Астибо од Штип ни допатува. Аплауз! Така е! Верували ли не, тие утрово стана, иако се малечки, имаат само 4-5 години, утрово стана навистина рано, се подготвија, се стокмија убаво, за да бидат најубави на ТВ екраните. Но тие не се сами, ги имаме учениците од Општинското основно училиште Димитар Миларинов од Скопје! Да, здраво за сите и од мене, браво за нашите денешни гости, навистина беа прекрасни на самиот почеток. Како што кажавме, само ќе напоменеме дека денеска другаруваме и со нашето златно славиче Ана, а таа ќе ја видиме нешто подоцна денес во голем одмор. Се на се, одлични гости, се надевам дека до самиот крај на денешната емисија ќе успеат да ни покажат се што знаат и умеат. Имаме специјални гости, Да. кои што треба да ги најавиме, Да. односно ти. Секако, традицијата, како што напоменавме денеска, ќе говориме за традицијата, а секогаш е убаво да се подсетуваме на она што е традиционално. Секогаш е убаво родителите да одвојат да најдат време за своите деца, да играат со нив, секако да ги учат на оние традиционални работи, на оние убави вредности, секако сето тоа преку игра. Денеска во наредниве минути ќе ви представиме една интересна збирка од повеќе од 100 традиционални и современи игри за деца и секако тоа подготвени наречена Играв јас, сега играј ти, проект на градинката Астибо од Штип. Инаку едно интересно издание кое што навистина ќе им помогне на родителите, на воспитувачите, на наставниците, на сите оние кои што работат со децата, да им даде несекојдневни и интересни идеи за игри. По тој повод да кажеме дека денеска со нас во студиото е Елизабета Симоновска, педагог во градинката Астибо во Штип, и се разбира професор доктор Снежана Мирсачиева, професор на Штипскиот универзитет на Факултетот за образовни науки. Да ги поздравиме со аплауз, ке ве молам. Првото прашање, зошто е добро да имаат оваа книга и родителите, и педагозите, и сите? Прво, добар ден. Играв јас, сега играј ти е моделот кој што сега го видовте пред малку. Навистина пријатно се чувствуваме, меѓутоа да кажеме зошто ова го држам пред мене. Така? Заради тоа што овде се ставени игрите кои што ги играв јас, ги игравте можеби и вие, сега ги играат тука децата. Со причина голема да ги тргнеме од патот на заборавот, затоа што некаде таму во нашата меморија се сокриени и самите игри ги посветуваме на децата што идат и на генерациите и ги посветува и ова го препорачувам топло на секој што го почитува детето, на родителите, на воспитувачите, на наставниците, на баба и на дето, на дада и на бато, секој во нивниот дом да го има како една прирачничка литература. Всушност станува збор за прирачнички пакет. Јас би сакала вие додека зборувате да ја покажам, можете да ми дозволите. Кој има 3 дела. Овде се дадени кратки упатства зошто ни е потребна играта и кои се низините вредности. Се разбира дека, како што можете да видите, овде имаме една
традиционална игра која што ја играа и моите родители, верувајте. Како се вика? Како се вика оваа игра, деца? Како на штипски, бидејќи ние плочка ја викавме во Скопје? Како кажете? Климплочка. Климплочка! Ау, браво! Еден аплауз да го поздравите Браво. другарчето. И, значи, ова е една игра, овој прирачнички пакет се состои од 3 дела. Не само што е илустриран богато, туку се опишани игрите, се разбира согласно програмата за работа во предучилишните установи. Тоа е едниот дел. Вториот дел, Бети го држи, тоа е додаток кон првиот, се разбира, во кој што имаме нотен запис на одделни игри и аудио запис, што уште еднаш може да му помогне на секој оној што заборавил како звучи песна. Браво, браво, браво! И ќе додадеме уште нешто? Во детската градинка Стиво, каде што настана овој приречник, заедно со вработените и дечињата, заради тоа што ќе видат сите што ќе го имаат овој приречник, дека фотографиите се од децата кои што ја посетуваат детската градинка Стиво, што покажува дека сите игри се применливи, дека сите деца сакаат и уживаат да ги играат и учењето и растењето во суштина се одвива преку игра. Во прирачникот игрите се поделени по некој редослед. Всушност тука имаме игри со пеење, игри со употреба на реквизити, поместени се бројалките и поместени се подвижни игри и современи игри, со што укажуваме на фактот дека со користење на сите овие игри всушност се развива севкупната личност кај децата, што е секако наша цел, заради тоа што сите знаат дека првите 5 се најважни на свет. Развивањето на говорот, развивањето на моторниот, физичкиот и психофизичкиот развој се главните елементи на кои што се однесува овој прирачник и заради тоа нагласувам дека е многу важно. Само на тој микрофон да продолжиме. И заради тоа нагласувам дека е многу важно сите вработени во градинките, во основните училишта, а секако родителите и во секој дом да го има овој прирачник, заради тоа што многу е лесно кога ќе го отворите и ќе се потсетите прво на своето детство, а потоа ќе ви биде задоволство да ги покажете и да ги научите своите деца, внуците и сите натаму. Јас ви благодарам многу. Благодарни сме што има вакви луѓе да не потсетат на тие игри, да никогаш да не дозволиме да ги заборавиме. Благодарам уште еднаш. Да, одлично. Навистина убава порака испративте. Секако пожелно е секој оној кој што сака да го има овој прирачник во својот дом и сето тоа со цел правилно воспитување на младите генерации. А бидејќи денес говориме за традицијата, кога сме веќе кај традицијата, минатата година по 46 пат се одржа фестивалот Златно Славејче. Многу генерации пораснаа со овој фестивал, многу деца настапија на сцената на фестивалот, а верувам дека е тоа така ќе се согласи нашата Ана. Ана, здраво за тебе. Здраво. Ана е нашето Златно Славејче, инаку член на хорот на Златно Славејче. Кажи ми, колку време членуваш ти во хорот? Јас веќе 4 години членувам во хорот. Многу ни убаво се дружиме, забавуваме, речиси цела Европа ја поминавме. Супер. Одлично. Она што е интересно и актуелно кај вас е што имате аудиција за нови членови. Ајде да кажеме нешто околу тоа. Да, точно така. Сега во четврток на 20 аудицијата ќе се одржи од 18 часот, а на 21 од 19 часот во Сојуз за грижи и воспитување на децата на град Скопје, близу Пионерски дом Карпош. Супер. Кажи ми, со која песна настапи на фестивалот? Со песната Зелено да биде се. Денеска, верувам, ќе те погледнеме со таа песничка кај нас во големо нова, така? Да. Одлично. Сите кои што сте талентирани, повелете на аудицијата, а сега уживаме во нашата Ана и Зелено да биде се. Сите другарчиња од мојот клас иста желба имаме. Здраво безгрижно да си растеме, воздух чист да дишеме. Вчера песничка напишавме, зборчиња наредивме. Природата е дарежлива, треба да ја чуваме. Ајде гласно да запееме, нека чујат
Вчера песничка напишавме, зборчиња наредивме. Природата е скапоцена, треба да ја чуваме. Ајде гласно да запееме, нека чујат возрастните. Деца сме, но добро знаеме што е поважно од се. Нови дрвца да засадиме, зелено да биде се. Околината да ја чуваме, светот поубав да е. Ајде гласно да запееме, нека чујат возрастните. Деца сме, но добро знаеме што е поважно од се. Нови дрвца да засадиме, зелено да биде се. Околината да ја чуваме, светот поубав да е. Ајде гласно да запееме, нека чујат возрастните. Деца сме, но добро знаеме што е поважно од се. Нови дрвца да засадиме, зелено да биде се. Околината да ја чуваме, светот поубав да е. По завршувањето на Првата светска војна, грчките политички елити ги користеле сите средства кои што им биле на располагање за да вбризгаат грчка свест во македонецот во егејскиот дел на Македонија, односно да ја извадат македонската самосвест, и за таа цел не бирале ниту средства, ниту начини како ќе го реализираат тоа. Да се плашиш, се плашиш, ali да се срамиш, што си македонец. Ако се правиш грк, нема мака. Ако демек се направиш мајмун, не е тешко. Документарен серијал Егејска Македонија. И сега приказната со учениците од Општинското основно училиште Димитар Миладинов продолжува. Сите растеме со игри, ама растеме и со приказни. Приказни за деца, односно бајки. Денеска ќе ни раскажете која е приказна да прашам јас? Снежана. Снежана, ама Снежана нели не е сама? Не. Со кого е? Кралот и кралицата. Не, а чучињата? Со блудињата. Така е, браво. Но ајде да почнеме. Повелете. Си било едно кралство и во тоа кралство си живееле еден крал и една кралица. И сакало да им се роди женско бебе. Им се родило женско бебе и го крстиле Снежана. Црни очи како абонус, црвени обравчиња како крв и бело лице како снег. И кралицата се разболела и умрела. И кралот се грижал за Снежана и најдел друга кралица злобна со муки. И она имало едно огледалце. Го прашува огледалцето. Огледалце, пријателче моје, кажи ми на светот најубав кој е? Вие сте кралице. И Снежана растел. Кралицата пак го прашава огледалото, кој е најубав на светот. Огледалце,
Те молам, кажи ми, кој е најубав на светот? Вие сте убава кралице, но Снежана е поубава, таа е најубавата на светот. Кралицата спеснала. Веднаш го викнала кралскиот ловец и му наредила: ќе ја однесе Снежана и ќе ја убиеш. Ме разбра или да ти повторам? Кралот рекол: ме разбрав, кралице, но воопшто ништо не му било јасно. Зошто да убие убава жена кога никого не му направила лошо? И кога стигнале длабоко во шујата, ќе му рекла: кралицата сака твојата макеја, сака да те убие. Не смееш да и се приближиш пред очи, шо повргу бегај, да не си помислила да се вратиш во дворецот. Снежана трчала, без да земе здив, трчала. И пред себе видела една куќа и тогаш ја чукнала на вратата, никој немало внатре. Ја отворила вратата и таму све било малечко. Имало 7 тајгини, имало 7 вилушки, имало 7 креветчиња. И сега приказата продолжува. Снежана, Браво, Ветре. дека била многу уморна, земала помалку јадење од секој 7 чини и легнала на едно од 7-те креветчиња дека била многу уморна. А тоа всушност било на 7-те џуџиња домот. Кога дошла ноќ, 7-те џуџиња се вратили од работа и првото џуџе прашало: кој седи на мојот стол? Второто: кој пие со мојата чашка? Третото: кој сркал од мојата супа? Четвртото: кој кршал од мојот зеленчук? Петото: кој ми земал од лебот? Шестото: кој сечал со мојот нож? И седмото: кој пиел од мојата чашка? А кога ја виделе Снежана, извикале: ау, ај, и Снежана се разбудила. И после тоа што се случува со Снежана? Откако се разбудила, станала и Џуџињата што се случи со ја џуџињата? прашале што правела и зошто им ја изела храната, зошто им претпоставувам? ја изела храната. И после? Ма тие не и се наљутиле, нели? Не. Туку? Ајде, просто мораме да раскажеме приказната, не сме да има... Што се случи? Добро, апа не можам сега во моментов да се сетам. Таја стана, најадена, напиена, џуџињата не се налути и после другари што се случи? Вештерката, што е со вештерката? Вештерката дојде и што прашала? Го прашала огледалцето вештерката, кој е најубав? Огледалце, те молам, кажи ми, кој е најубав на светот? И тоа тоа огледало што одговорила? Кој бил најубав? Снежана или? Снежана. Снежана. И она се изнервирала и Јуи, потоа ја однела отровна јаболко и кога Снежана кога Снежана го лапнала јаболкото, се онесвестила и кој е спасил? Да кажеме брзо кој е спасил? Принцот. Принцот! Има среќен крај! Еве ја Снежана, еве го принцот, еве ги џуџињата. Браво за вас! Јас ви благодарам многу. Сега мора да се вратите на место. Ние ќе побараме музика. Брзо раскажувачу, дојди и ти. Ќе побараме музика. Време е да танцуваме на најубавата песничка која? О, гледалце! Ајде! Сите велат
што ми фалат уште 7 џуџиња. Мала сум, но јасно ми е дека личи ме. Секој ден ја гледам јас во сликовниците. Огледалце, те молам кажи ми, кој е најубав на светот, дали знаеш ти? Огледалце, пошипни ми. За да станам дел од бајка, дај помогни ми. Огледалце, те молам кажи ми, кој е најубав на светот, дали знаеш ти? Огледалце, пошипни ми. За да станам дел од бајка, дај помогни ми. Сите велат дека личам јас на Снежана, само да си имам принцум уште малечка. Ако ама јас ке станам брзо голема, добра сум и ќе сум среќна како Снежана. Огледалце, те молам кажи ми, кој е најубав на светот, дали знаеш ти? Огледалце, пошипни ми. За да станам дел од бајка, дај помогни ми. Огледалце, те молам кажи ми, кој е најубав на светот, дали знаеш ти? Огледалце, пошипни ми. За да станам дел од бајка, дај помогни ми. За да станам дел од бајка, дај помогни ми. Да не му пукне пердето на човека. Една белја не е белја. 100 бели се белја. 2 петла на едно буниште не можат да пеат. Една грешка, вечна мака. Книгата дно нема. 2 пати мери, еднаш сечи. Една ластовица не ја прави пролетта. 2 гнезда, една квачка не може да квачи. Книгата е 4 очи. 2 добра на една перница не лежат. Една педа да е, ама твое да е. 2 лубеници под една мишка не се носат. Кога не му оди од рака, не треба да се нафаќа. Така е, најсилен аплауз, се враќаме повторно во нашето студио и само да ве подсетиме. Денес другаруваме со првачињата од Основното општинско училиште Димитар Миладинов од Скопје. Тука е нашето златно славече Ана и секако другаруваме со нашите најмали и најмили гости од детската градинка Стибо од Штип. Време за уште една интересна драматизација на нашата сцена. Пред малку ја видовме Снежана, а сега е време чинам за Пепелашка. Така беше, Јована? Да. Да. Во овој момент треба нешто да ни кажеш, но пред тоа одиме со нешто волшебно, одиме со музика. Кога заоѓа сонцето денот, што го позлатува, едно дете сонува во светот, на бајките патува. Таму е толку волшебно. Во светот постои едно царство, во него царува дугарство, а нашето царство е детската градинка, а Стибо од Штип. Сите ми велат во градинка дете оди, а јас не знам дотому кој пат води. Па затоа дедо ми за рака го фатив
и по патот без мака до градинката ќе стасам, а таму ме чекаат многу другарчиња, учителки вредни, кои секој ден се нови игри, песни, приказни бајки. Денес на едно такво патување ќе ви одведеме, повелете, уживајте. Браво, најголем аплауз за нашата Јована. Јас и ти се повлекуваме. Уживајте во нашата драматизација. Тоа цевлица во рака. Го најдав, но не знам чие. Пода го знајте во бајка се да најдам кој го изгуби. Веќе не мора да се гризиш. Сега јас ќе одам и мојата принцеза ќе ја најдам. Која е ова убавица мила, што има толку сила? Ке кога има работа тешка, наместо да плаче, таа се смешка. На бал јас бев, но од 12 часу да замина морам. И одбрзаем, златното чебличе го изгуби во тој час. Сега принцот ја бара девојката, а јас тука скриена, никој не знае за мене да му каже. Го чекаме принцот, ајде. Слушни, некој тропа на вратата. Сигурно принцот иде и некого изгубеното чевличе му припаѓа бара. Навистина, овде се скрива мојата пепеласка мила. Еве ја. За рака треба да се фатат принцот и принцесата. И? Треба да кажеме нешто? Ајде, принцу. Сега може заедно со игра и песна да се дружиме и кон други приказни и бајки да патуваме. Браво! Сепак ова се најмалите, драги мои, од детската градинка Стибош. Ти ви благодарам, принцеви, принцези, може да се вратите на вашето место. Ќе ја повикам Нина, таа ни е исто така специјална гостинка, учи во Општинското основно училиште Димитар Миладинов. Нина, здраво, како си? Знаеш одлично да танцуваш, на каква музика танцуваш, каде научи да танцуваш, се да ми раскажеш, кажи ми. Прво научив да танцувам во Идебит Dance Studio, веќе 4 години одам таму. Сакам да ги поздравам моите учители по латино танц Симона и Илија. Браво. Да, и 4 години одам на танц. Танцувате на каква музика? Па на миксови повеќе. Повеќе миксови. И зад себе имаш многу надпревари, учествувала на многу надпревари, многу награди. Може некоја особено драга награда? Па вакво имам многу надпревари и не можам да оделам некој посебен. Важно да освоам место некој. Па така е, важно е да се учествува и место да се освои. Верувам дека во иднина се подготвуваш за надпревари, тренинзите тогаш се поинтензивни. Сега ќе настапиш со што? Со латино танц. Латино танц, другари, може да дадеме аплауз, многу убаво знае да танцува. Повели.
Браво за настапот на нашата одлична Нина. А ние продолжуваме понатаму со уште една интересна игра од збирката која што ви представивме пред малку, од повеќе од 100 традиционални современи игри за деца, секако за оние од предучилишна и рано училишна возраст. Играв јас, игра и ти. Во продолжение, кажете ми само што ќе погледнеме, како се вика оваа игра? Воено шиш. Супер. Една интересна бројалка и тоа на штипски дијалект. Така? Ајде, повелете. Можете да почнете. Папа нало, па се историло, кажи каква боја сакаш ти. Црвена. Дали имаш таква боја ти? Ја нема. Излегувам. Војно шише и мало мастило, папа знало, па се историло, кажи каква боја сакаш ти. Црвен. Дали имаш таква боја ти? Ја нема. Војно шише и мало мастило, папа знало, па се историло, кажи каква боја сакаш ти. Браво за нашите талентирани и паметни деца. Вакви гости можеме да посакаме и да имаме само ние во голем одмор. А денес во голем одмор на играта и нема крај. Што се случува на главната сцена, Спасија? Ние ќе играме една интересна игра лета. Јас ова се уште го немам играно и ми е интересно, ќе го играм со вас. Како се викаш ти? Јован. Јован, ти си главен, ти ја водиш играта. Ајде да почнеме, може? Исправете се вие сите учесници, внимавајте вие де другари немој да зборувате, тишина. Ајде. Лета, лета камион. Вака треба со рацете исправено, значи не камионот не лета. Мечка. И мечките, испаѓаше да игра мечките не летаат. Еден чека. Не, без испаѓање. Добро, се извинувам, ја уништив играта. Ајде одиме. Лета, птица. Птица, птиците летаат, се разбира. И на југ. Лета, пепелутка. И тие летаат. Летајте, летајте, летајте. Лета, часовник. Не, тој не лета. Лета, ластовичка. Летаат и ластовичките. Лета, книга. Таа не лета. Лета, молив. Молив. И тој не лета. Друго? Лета, врапче. Врапчињата летаат. Лета, печурка. Печурките не летаат, тие живеат во ливадите, нели? На планините. Лета, авион. Авионите летаат, точно. Лета, хеликоптер. И тие летаат, и хеликоптерите летаат. Браво! Успешно изигравме играта без никој да испадне. Значи сите сме победници? Да. Леле, вакви игри многу сакам. Браво! Да, Спаси, јас ви носам уште една интересна традиционална игра. Мислам дека се сеќаваш минатата недела ја игравме. Да, со конецот. Да, и како што велат повторувањето е мајка на знаењето, за сите оние кои што не пропуштија минатата недела, денеска ќе им покажеме како во само неколку чекори може да направат нешто вакво. Гледајте, знаете вие вакво нешто да направите? Едноставно и лесно. Многу повеќе техники дознаете во наредниве минути. Игра со конец е игра во која конецот се испреплетува низ прстите на раката и се прават разни фигури.
Се враќаме во нашето студио. Време е за уште малку да поговориме за прирачникот кој што ви го представивме пред малку. Со нас е Ксенија Трајчева, која што е уредник во Детска радост, и во наредниве минути ќе ја запрашаме нешто повеќе да ни објасни околу прирачникот, поточно за прилозите кои што доаѓаат со него. Значи овој прирачник, како што кажавме, е збирка на традиционални и современи игри за деца, но за да биде употребливо во предучилишната и рано училишната возраст, создадовме еден прилог кој што се вика Слушни, пеј па играј, во организација и реализација на Андријана Јаневска и Тања Веда. А за да го штедиме гласот на наставничките и воспитувачите, го создадовме и ова CD под истиот наслов Слушнај, игри, пеј, каде што се снимени 15 традиционални песни за деца, а една од нив сега ќе слушнеме продолжение, мислам дека станува збор за песничката Биле оди, ворот оро води. Па да ги поздравиме дечињата со еден силен аплауз и да ги Супер, одлично. Токму така на нашата сцена ги гледаме. Уживајте. Биле оди, оро води, како оди, така води, опа цупа, преку трупа, весела е та група. Патот гледа да го скрати, мине та низ многу врати. Патот гледа да го скрати, мине та низ многу врати. Биле оди, оро води, како оди, така води, опа цупа, преку трупа, весела е та група. Патот гледа да го скрати, мине та низ многу врати. Патот гледа да го скрати, мине та низ многу врати. Биле оди, оро води, како оди, така води, опа цупа, преку трупа, весела е та група. Патот гледа да го скрати, мине та низ многу врати. Патот гледа да го скрати, мине та низ многу врати. Браво! Е, сега на сцената ќе се случува многу интересна игра, ден и ноќ, но овој пат на француски. Учениците од Општинското основно училиште Димитар Миладинов се подготвени. Подготвени сте, другари? Главен во играта е кој, како се викаш? Гордан. Гордан, ти ги даваш насоките, повели. Хајде. Nuit. Nuit. Jour. Jour. Nuit. Jour. Jour. Nuit. Nuit. Jour. Nuit. Nuit. Браво! Победник кој е? Сите се победници. Тоа особено ме радува. Ние, драги мои, овде мораме да земеме здив. Многу игри се во прашање. Вие останете така во таа позиција, се враќаме за некоја минута. Може? Да. Ајде. Стари, а нови македонски народни приказни. Злато, сребро, срма, килиба. Повелите муштери, повелите влез. Позајмени од неисцрпното македонско културно творештво. Тука е мајсторот. Пренесувани од уста на уста, од поколение на поколение. Збор да не чуе повеќе. Збор не мујна некого да си ми кажал за ова, оти знаеш, вака, ќе ти го свитка врачето како на врапче. Секој ден на македонската телевизија. Разбудете се со насмевка. Да го испиеме заедно првото утринско кафе. Почнуваме во 6:45 на првиот канал на македонската телевизија. И овдека на
сцената ќе ве замолам за тишина, бидејќи сме во програма. Ова се малечките другари од детската градинка Стибо, кои што треба да се наместат. Се разбира, им треба простор, да си ги најдат своите другарчиња, вие гледате и сега е време да уживате за другарството. Чекај, пред тоа имаме да кажеме нешто, нели рековме во одјава, добра? Ајде, повели што треба да ми кажеш ти, Сонце, за другарството? И така од бајка во бајка ме вративме во детството и ви раскажевме една убава бајка која живееме сите заедно овде во нашата градинка. А најубавата бајка секој ден ни се случува заедно со вас, наши родители. Лјоша, ќе те замолиме да се исклучиш бидејќи те слушаме во студио. Во ред, ви благодариме, тоа беше нашиот режисер, да не се изненадите, ќе побараме музика и потоа уште малку ќе проговориме, може? Ајде! Другарството не е игра, тоа се заслужува со доверба и со почит. Полека не зближува, другарството не е игра, тоа се заслужува со доверба и со почит. Полека не зближува. Да се има добар другар, тоа вреди повеќе од многу пари. Затоа е најважно искрено другарство. Да се има добар другар, тоа вреди повеќе од многу пари. Затоа е најважно искрено другарство. Искрено другарството не е шега, тоа не воздигнува со доверба и со почит. Секаде се стигнува. Другарството не е шега, тоа не воздигнува со доверба и со почит. Секаде се стигнува. Да се има добар другар, тоа вреди повеќе од многу пари. Затоа е најважно искрено другарство. Да се има добар другар, тоа вреди повеќе од многу пари. Затоа е најважно искрено другарство. Да се има добар другар, тоа вреди повеќе од многу пари. Затоа е најважно искрено другарство. Искрено Па не за џабе се рекло, човек се цени онолку колку што има пријатели, ама верувам дека ќе се согласите и вие, драги мои. Овие дечиња од детската градинка Стибо имаат само 4-5 години, станаа утрово рано са бајле, се дотераа, се стокмија и безпрекорно и без ни една грешка се убаво ни покажаа, нели другари? Заслужувате аплауз. Сега ќе ја прашам принцезата да ми каже од почеток се, што беше ова што го видавме? Повели?
И така, од бајка во бајка ве вративме во детството и ви раскажувме една убава бајка која живееме сите заедно овде во нашата градинка. А најубавата бајка секој ден ни се случува заедно со вас, наши родители. А до некој сте една бајка ве поздравуваме и ви посакуваме едно бајковско довидување. Рано е за довидување, но ти благодарам многу. А знаете, другари, дека нас и Гарфил, оној мрзелив мачар, кој што јаде само лазањи, ни е најверен пријател во голем одмор. И нема голем одмор без Гарфил, нели? Тој подготвува интересни пораки за среќа, ни праќа среќа. Ајде да видиме што подготвил денес. Може? Everybody in the world likes chocolate. We love it. Oh, it makes you happy. Yeah, it gets you sexy. It makes you bad. But we don't care about that. Now come on. Un, dos, tres. Mama, she said, roly poly. Papa, he said, holy moly. Everybody want a chocolate. A choco. All the girls want candy. All the boys get ready. Everybody want a chocolate. Come on. Choco. Choco. Everybody say a chocolate. A choco. Everybody say a chocolate. Chocolate. A choco. Chocolate. Време е за уште една игра. Споменав денеска дека ве навраќаме во детството и никогаш не треба да заборавиме какво ни било детството и секогаш треба да се трудиме да ни биде убаво и забавно, бидејќи само еднаш во животот се случува и понатаму никогаш повеќе не сме деца, нели? За денеска што подготвивте вие, драги прводеленци од Димитар Миладинов? Игра две рачиња се вика? Да. Ајде да видам како изгледа таа. Повелете. Две рачиња со 10 прсти имам деца јас. Еве ги горе, еве ги доле, окна раменца. Еве ги напред, еве ги назад, окна половина. Еве ги лево, еве ги десно, окна коленца. Вашите убави ноџенца, дојдете да ве прошетам низ студиото, да ви покажам овдека, од оваа страна, сите со мене, дојдете. Овдека на оваа наша зелена површина, или како што ние во студија ја викаме трева, или голем одмор, голем одмор не емисијата, ама имаме школски двор, односно ова не е школскиот двор на тревата. Меѓутоа имаме и главна сцена во тој двор и таму нешто интересно ќе се случува. Гледате сега, добро. Така е, Спасија, денеска на нашата главна сцена ќе се случува нешто навистина интересно. Пред тоа, дали треба да представиме уште нешто? Ќе се случува нешто интересно. Се викаш како, повели да ни се представиш? И јас се викам Мија Хаџидимова, учам во основното училиште Димитар Миладинов. Така, си кој оделение? Јас сум оделението 4 Б. Така, Мија не случајно си овдека денеска со нас, голем повод, нешто интересно се случуваше. Ајде да им раскажеш и на мене и на нашите гледачи, повели. Па татко ми бидејќи е режисер, тој работи со целиот свет. И јас сега сум во еден спот за Америка на пеачката Кванза Джонс. Песната се вика Shatterproof. Сега ќе ја погледнеме таа песна и дел од твоите ученици ќе ја играат на нашата главна сцена. Меѓутоа, сакам се да ми раскажеш, има уште детали. Да. Јас во спотот глумам многу, но исто така и боксувам. Така? Да, но и во вистинскиот живот исто така одам на кикбокс. Во фитнес центарот. Добро, но само да кажеме дека спотот е сниман на две локации, така? Ајде да кажеме кои. Тоа е сниман во Холивуд. Така? И во Скопје. И во Скопје. И како беше на снимањето? Кажи ми, раскажи ми, интересно ли е? На снимањето беше многу интересно да се снима спот. Јас исто така имам животна желба ми е да останам глумица. Ау, браво, јас ти посакувам многу успех и да те гледаме на театар или на филм, зошто да не може? Договорено. А сега за крај ќе танцуваме, твоите ученици
ученици ќе танцуваат? Моите другарчиња смисля хореографија. Баш на таа песна, така? Браво, ајде да уживаме, може. Try to defeat me, tear me up and leave me. Take my love and trust that I gave to you and let it die. I was blackened and burning tight, tears were never close to my eyes. Oh no. Sometimes the fear and the pain is worse than facing the flames. So rise up out of this fire. Set me free. No broken pieces and no regrets. I'll forgive, but won't forget. 'Cause all your lies were weaponized. Every cut was like a prize. To you, don't need to put on no armor. Never been stronger. I'm making my stand. Браво, секоја чест ви благодарам многу, драги мои, полека, но сигурно дојдовме до крајот на денешното издание, само да се заблагодариме дека ни беше огромна чест. Прво на дечињата што допатуваа од детската градинка Астибот Штип, што стана рано утрово. Ви благодариме. Наставнички ви благодариме и вам што ги подготвивте вака убаво децата и што имавте трпение. Благодарам уште еднаш. Благодарам и за наставничките од Општинското основно училиште Димитар Миладинов од Скопје и на сите овие ученици кои што денеска ни приредија убава програма. Благодарности до Златното Славејче. До нашата Ана. Секако благодарност до вас што не гледавте. За крај уживаме во прекрасна музичка точка Мојата татковина. Hey
Mama mi veli što ti je, kako me gleda i se smeje, kaka si te nije rastefnem. Srce koga bije, to ne se krije, ljubav je, ljubav je. Srce koga bije, lesno ne se spije, ljubav je, ljubav je. Srce koga bije, to ne se krije, ljubav je, ljubav je. Програма наменета за целата публика.